Драги гледачи, добре дојдовте. Се навраќаме повторно на нашава тема, која сепак е многу корисна за вас, психологија, а се наоѓаме повторно во Гешталт центар, односно Младен Костик, Аспекти Исток, кој заедно со мене е психолог, психотерапевт Радмила Манчевска, лице кое ќе ве изслуша без да ве осуди, а време поминато со неа е време кое ќе го посветите на грижата за себе. Денешна наша тема е анксиозноста, односно тоа представува како општа возбуденост, како трепет, како нејасен страв без очигледен надворешен повод, но нешто повеќе ќе ни објасни Радмила. Така. Добре дојдовте исто кај мене. Драго ми е што еве по втор пат се среќаваме за теми кои што се во денешно време многу актуелни. За анксиозноста убаво кажавте дека станува збор за трепет кој што не е поврзан со одредени надворешни причинители. Значи, тоа е чувство, доживување на вознемиреност, на страв, кој што е пред се дифузен, распореден из целото тело, кој што не е поврзан со одредена причина, нити предмет, нити објект. Карактеристично е што тој страв е поврзан со одредено имагинарно размислување. Значи, нешто што не во согласност со реалноста и реалната опасност која што би можела да постои. Нешто поразлично за она што зборувавме претходно за стресот. Каква психичка состојба анксиозноста? Постои разлика кога станува збор за анксиозно чувство. Значи, анксиозното чувство е баш тој дифузен страв кој што е карактеристичен, кој што на некој начин се јавува низ целото тело, кој што може да предизвика мачнина, може да предизвика одредени промени физиолошки, често ги предизвикува, може да биде поврзан и со одредени гастроинтестинални промени и кардиоваскуларни промени секако. Меѓутоа, различно е ако станува збор кога го споредиме со анксиозно растројство. Значи, анксиозноста може да се јави понекогаш и во одредени стресни ситуации и може и да помине. Додека кога зборуваме за анксиозно растројство, веќе зборуваме за одредено пореметување кое што ја намалува ефикасноста на личноста во секојдневниот живот. Така, кои се симптомите? Значи, симптомите се пак поврзани со оние телесни манифестации, физиолошки манифестации, каде што имаме забрзана работа на срцето, каде што имаме плитко дишење, карактеристична е таа општа вознемиреност, карактеристичен е тој нереалистички страв кој што е поврзан со когнитивниот дел. Значи, карактеристично е едно треперење на телото, кое што личноста не може секогаш да го поднесе, па се јавува чувство на бегање, не може да издржи да седи на едно место, значи има потреба да побегне од местото во кое што се наоѓа. Значи, состојба во која што се намалува концентрацијата, се намалува вниманието, ефикасноста, помнењето исто така е намалено. Значи, тие когнитивни функции во голем степен се намалени и се помалку ефикасни, но секако личноста функционира во секојдневниот живот. Значи, и покрај тие проблеми кои што се јавуваат, таа функционира во секојдневниот живот. Кои се причините за да се појави анксиозноста? Причините за јавување на анксиозноста лежат во неразрешените или недовршените работи
кои што се поврзани во нашиот живот. Значи, ние од гешталт тераписки аспект ќе кажеме дека станува збор не за она што се случува, туку проблемот е во она што ништо не се случува. Значи, едноставно конфликтот кој што претходно бил причина за јавување на стрес, тој конфликт е задушен, пригушен и на тој начин престанува тој раст на личноста и пореметување, кое што е карактеристично за неадекватно адаптирање на личноста во средината. Со други зборови, значи причината е несоодветното прилагодување на личноста во средината и неразрешувањето на одредени, да кажеме, или стресни ситуации или проблеми кои што произлегуваат, нели, или кои што предизвикуваат такви стресни ситуации. Така, дали анксиозноста зависи од самата личност, ситуацијата и видот на анксиозниот одговор? Така. Во голем степен анксиозноста зависи од личноста, затоа што зависи од тоа како личноста гледа кон сопствените проблеми, како личноста го доживува стресот, зависи од генетиката. Во голем степен одредени анксиозности се на некој начин наследно дадени. Тоа не значи дека генетиката единствено одговорна, тука може би станува збор и за несоодветни начини на однесување кои што можат да се усвојат од страна на семејството или средината во која што личноста живее. Зависи од структурата на нервниот систем, колку личноста е спремна да се соочи со одредени фрустрации, предизвици, како личноста реагира. Значи, ако предходната емисија зборувавме за стресот и за несоодветен начин на реагирање, еден од несоодветните начини на реагирање е потиснување. Значи, проблемот не се решава, го потиснуваме, го на некој начин, со други зборови, ставаме под тепих и тоа постојано ставање под тепих всушност значи заробување на енергија која што дополнително организмот ќе дојде до ситуација во која што ќе се јави анксиозно доживување или анксиозно растројство. Тоа значи е сигнал дека е потребно нешто да се промени во нашиот стил на живот, нашиот начин на живот. Анксиозност исто може да се јави, значи имаме, зависно од типот на анксиозност, имаме фобични анксиозни растројства, имаме генерализирана анксиозност, имаме обсесивно-компулзивни анксиозни растројства, депресивна анксиозност и така натаму, значи да не ги набројуваме. Зависи, значи, од тоа посттравматското стресно растројство исто така може да предизвика одредена анксиозност или анксиозно растројство. Значи, од самите ситуации во кои што и начинот на кој што личноста се справува со ситуациите може да дојде до јавување на одредена анксиозност или анксиозно растројство. Како се третира? Третманот на анксиозното растројство или анксиозноста во голем степен, значи психотерапијата има голем успех во третирањето на анксиозните растројства. Во одредени ситуации дури е потребно и одредена фармакотерапија заради намалување на таа вознемиреност која што се јавува во организмот. Верувајте, во денешно време, значи од моето искуство можам да кажам дека кај младите во голем степен е застапена анксиозноста, посебно кога станува збор за паничните напади. Тоа значи дека младите, голем дел од младите не прифаќаат и едноставно не може да се прилагодат во условите во кои што живеат. И многу е значајно да се види што е тоа кое што довело до тоа анксиозно растројство, без разлика за каков тип на анксиозност станува збор. Со што главно се поврзува анксиозноста?
Значи, анксиозноста, кажав уште на почетокот, дека се поврзува со неприлагоденоста, несоодветната всушност прилагоденост на личноста во средината. Тука може да стане збор за неприфаќање на одредени ситуации во кои што се наоѓа личноста, за неприфаќање на делови од себе си, неприфаќање на себе си, една погрешна слика за себе си, која што исто така може да биде стресна и може да предизвика одредени анксиозни растројства. Значи, првиот начин на соочување со анксиозноста е прифаќање на себе си онакви какви што сме, а не онакви какви што се обидуваме да сме. Значи, тоа е една парадоксална теорија од која што се поаѓа во гешталт терапијата и која што е многу значајна. Без разлика какви сме и што сме, битно е да се почитуваме себе си и битно е да се сакаме себе си. Точно. Дали кај некои луѓе таа може да предизвика и агресивен и насилен одговор? Така, значи, кога личноста е под анксиозна, да кажеме, во анксиозна состојба, тоа значи дека личноста е многу малку толерантна на одредени фрустрации од средината, малку е толерантна на одредени сугестии од страна на, посебно кога станува збор за критики од средината, не можејќи да го поднесе тоа вознемирување, често пати може да манифестира и агресивно однесување, зависно од личноста каква е. Значи, одредени личности се повлекуваат, за разлика од некои други личности кои што анксиозноста сакаат да ја извадат од себе си, да ја преку тие агресивни импулси кои што најверојатно може би и се карактеристични за некоја личност. Исто така карактеристично е што често пати имаме личности кои што се приклонуваат кон земање на повеќе алкохол, кон пушење на цигари, се приклонуваат кон земање на наркотични средства со кои што не ја разрешуваат анксиозноста, всушност многу повеќе навлегуваат подлабоко во проблемите кои што се поврзани со анксиозните пореметувања. Значи, битно е да се пристапи на еден здрав начин во кој што прво и основно ќе се истражува причинителот за сето тоа, а потоа да се оди во насока на прифаќање, во насока на промена на пристапот кон сите случувања кои што придонале да се јави анксиозноста. Така, спомнавме дека таа може да влие и врз младите луѓе. Како влие? Што ги предизвикува кај нив? Значи, кажав, често се случува да и млади имаат анксиозни растројства без разлика од кој тип. Карактеристично е што се повеќе и повеќе младите се охрабруваат да работат на анксиозноста и со тоа всушност и помагаат самите на себе. Кога зборувам да работат, тоа значи да работат психотерапевски, значи при што си овозможуваат да се запознаат себе си, да го запознаат проблемот, да видат каде е закоченоста, да видат што е тоа што го тргнале од свесноста во сопственото однесување, затоа што во голем дел анксиозноста значи неприфаќање на многу работи кај себе си или неприфаќање на ситуацијата во која што ние се наоѓаме. Значи едно разгледување и истражување од една друга перспектива која што ќе овозможи друг начин на согледување на ситуацијата на себе си или на било што е на некој начин како причина за јавување на одредени анксиозни растројства. Можам да кажам дека во денешно време често се случува да и гледањето на одредени филмови, на одредени содржини, посебно кај помладата популација, може да предизвика јавување на одредени анксиозни растројства и тука е многу значајно родителите да внимаваат, посебно да внимаваат на децата кои што се пред своите компјутери, да следат кои содржини ги гледаат, што гледаат,
затоа што не е едноставно да се излезе од целата таа ситуација. Значи потребно е време, потребно е трпение и работа. Така, кои се карактеристиките на анксиозноста? Значи кажавме, има одредени промени, промените се поврзани со телесните промени, значи тука имаме гушење, може да се јави, може да се манифестира преку гушење, може да се манифестира преку одредени панични напади, може да се манифестира преку депресивни реакции, значи може да се манифестира преку јавување на одредени присилни мисли вознемирувачки, кои што постојано личноста се обидува да ги оттргне, меѓутоа безуспешно. Колку повеќе се обидува да ги оттргне, толку повеќе мислите се враќаат назад. Тука често се поврзани оние компулзивни реакции, значи присилни реакции, за да направи нешто, за да ја намали анксиозноста. Значи станува збор за една возбудена работа на организмот, со други зборови кажано, во која што возбудена работа на организмот често се присутни оние имагинарни начини на размислување, ние ги велиме катастрофични предвидувања. Често луѓето се обседнати со тоа да се гледаат во минатото, да направев тоа, сега немаше да биде тоа и тоа, да не го направев тоа, сега можеби ќе се чувствував така и така, или постојано гледање, значи една состојба на постојана загриженост и гледање кон иднината во насока, ако го направам тоа може да се случи тоа и тоа, подобро да не го правам, ако одитам таму може ќе ми се случи тоа и тоа. И на некој начин се повеќе и повеќе се јавува некое ограничување од действувањето во секојдневното живење. Карактеристично за анксиозноста е што се намалува и психолошката и социјалната ефикасност и действување на личноста во средината, и покрај тоа што личноста во средината ги обаува секојдневно своите секојдневни обврски, меѓутоа со одредени тешкоти, затоа што се бори и со анксиозноста и се бори и со справување на тешкотиите на кои што не идува. Која е биолошката цел на анксиозноста? Биолошката цел на анксиозноста. Тука мислите од аспект на физиолошките реакции кои што се јавуваат кај самата личност. Значи тоа е сигнал, значи сигнал на организмот дека нешто се случува. И тоа што се случува е потребно да личноста промени нешто. Значи, организмот бара потреба од адаптација. Значи, сака да се адаптира, меѓутоа не може да се адаптира на начинот на кој што личноста го прави тоа. И бара нови начини на адаптација. Тие нови начини на адаптација се јавување на одредени симптоми, нели, анксиозни симптоми, кои што понекогаш бараат и прилагодување, често пати бараат прилагодување на околината кон личноста. Па често пати ќе се јави, остави го тој анксиозен, немој тој, може ќе избувне. Значи на некој начин тука имаме промена на средината кон личноста која што е со анксиозно расстройство. Меѓутоа, сепак тоа е безуспешно, затоа што до одреден степен може да се почувствува малку посигурно, значи таа лажна сигурност, меѓутоа не на начин на кој што нормално функционира во секојдневниот живот. Затоа е потребна промена од друг аспект. Така. Дали агресијата е исто што и анксиозноста? Во никој случај не е исто, нели, агресијата и анксиозноста. Анксиозноста може да предизвика агресивно однесување. Меѓутоа, не значи, помеѓу нив не може да се стави знак на еднаквост во никој случај. И не сите луѓе кои што имаат анксиозно расстройство се агресивни. Многу малку можеме да кажеме дека се агресивни. Се зависи од, пак ќе кажам, од карактеристиките на самата личност. Дори можам да кажам дека постојат и луѓе со анксиозен карактер. Значи луѓе кои што постојано се нешто загрижени, постојано се чувствителни, размислуваат за нешто и така натаму. Значи тоа е различно од анксиозното расстройство. Па и така и овде, значи во никој случај ние не можеме да ставиме знак на еднаквост.
Анксиозноста е активација на одговорот, односно борба или бегство. Зашто точно се работи? Така, минатата емисија зборувавме за стресот. Кажавме дека стресот всушност е и одбранбена и подготвителна реакција, па во една тесна врска стресот и анксиозноста се едно до друго. Значи, анксиозноста е таа вознемиреност која што го активира организмот. Значи, организмот е во под постојан стрес. Значи, организмот е постојано активен. Тука, кога велиме постојано активен, значи симпатичкиот нервен систем постојано активиран. Го немаме активирањето на парасимпатичкиот нервен систем, ако од физиолошка гледна точка го разгледуваме. И тоа значи дека организмот бара, значи потреба да се одбрани од нешто, дали ќе се одбрани од одредени вознемирувачки мисли, дали ќе се одбрани од одредени катастрофични предвидувања, или едноставно сака да се одбрани од нешто, можеби и нешто за кое што воопшто некогаш и не е свесен, сака да побегне, меѓутоа начините на кои што го прави тоа се несоодветни. Така. Дали личноста може да се воздржи во состојба на анксиозност? Велиме дека фрустрацијоната толеранција е намалена. Тоа значи дека личноста не може да се контролира исто како што можела да се контролира претходно кога не е во состојба на анксиозност. Значи, кога е во состојба на анксиозност, личноста не може да се контролира, многу потешко се контролира, се обидува да се контролира, меѓутоа вложува повеќе енергија. Значи, кога веќе станува збор, да кажеме, луѓе кои што имаат панични напади, се обидуваат да го контролираат паничниот напад, меѓутоа тој ги преовладува нив. И тука веќе не можеме да кажеме дека станува збор за контрола. Меѓутоа, постојат одредени техники со кои што може да се иде во насока на психотерапевски приод кон целокупната проблематика, посебно кога станува збор за анксиозните растројства, значи почнувајќи од промена на дишењето, почнувајќи од истражување на мислите, истражување на чувствата, истражување на целокупниот живот на личноста. Така. Кои се тие непријатни емоции кои вклучуваат бес? Бесот може да се јави како во одредени ситуации и бесот најчесто, кога станува збор за анксиозните растројства, може да се јави само во ситуација кога личноста сака да побегне од нешто. Значи, ако имате личност која што има фобично анксиозно растројство, да кажеме, и сега без разлика за што станува збор, нели, за каква фобија станува и доколку личноста се соочи со изворот на фобичното, односно биде во контакт со некаков предмет, ситуација која што ќе поттикне таа фобична реакција, личноста нормално дека тука може да предизвика состојба на бес, да се спротистави за да се одбрани. Меѓутоа, не без во насока да наштети на некој друг, не без во насока да направи штета, туку без во насока да се одбрани и да побегне од самата ситуација која што ја доживува како загрозувачка. Така. Дали видови на социјална анксиозност може да предизвика и агресивен одговор? Социјалната анксиозност во голем степен е поврзана со оние анксиозни, фобични, социјални растројства. Меѓутоа не мора да значи дека се фобични, меѓутоа се блиски до нив. Рековте дали може да предизвикаат агресивност. Можат во зависност, пак ќе кажам, од самата личност. Дали личноста е екстровертна, дали е склона кон надворешно реагирање, дали личноста е склона кон агресивни реакции или не. Пошто личност која што не е склона кон агресивни реакции, таа ќе го врати кон себе си. И тогаш може да предизвика одредено чувство, може на вина или депресивна реакција,
Значи, кога се враќа енергијата од надвор кон внатре, тогаш се создава одредена депресивна реакција и депресивно чувство и доживување. Кои се советите за избегнување на анксиозност? Па прво е да се живее сега и овде. Значи да не живееме во минатото, да не живееме во некои предпоставки, во некои очекувања кои што можеби никогаш нема да се остварат. Така. Да бидеме во склад со потребите кои што ги имаме, во склад со природата и да ги усогласиме нашите потреби спрема нашите можности. Тоа е многу значајно. Да не претеруваме со очекувања ниту од себе си, ниту од другите кои што не се реални. А совет до нашиве гледачи? Тоа се всушност и советите кои што ги кажам, значи накратко, и многу значајно да се живее сега и овде, да не живееме премногу во фантазирање и предпоставки, ниту да живееме во минатото, во она што се случило. Едноставно да го живееме моментот на сегашноста. Така. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и за овие прекрасни совети. Вие сте една прекрасна личност и навистина ми беше чест да поразговарам со вас и сепак да ја помогнеме и на гледачите како да се соочуваат со себе. Така, благодарам и јас. Би сакала само накратко да додадам дека ние како центар не само што работиме индивидуално, сепак работиме и во група, еве во моментот е семинарот за анксиозни, депресивни, панични симптоми, кој што е искуствен, теоретско, едукативно искуствен, во кој што се вклучени лица кои што се и стручни психолози, социолози, меѓутоа и лица кои што се соочиле со анксиозноста, едноставно сакаат малку повеќе да дознаат и сакаат да усвојат одредени вештини и техники на соочување со одредени анксиозни симптоми. Па едноставно за сите оние кои што чувствуваат кај себе си одредени симптоми на анксиозност подолго време, посебно кога станува збор повеќе од 6 месеци, потребно е и неопходно е да се јават на стручно лице кој што може да им помогне, кој што едноставно да заеднички го решат проблемот или состојбата во која што тие се наоѓаат. Така. Драги гледачи, ова беше се за денес. Се надевам дека уживавте во овој прекрасен разговор и секако добивте многу корисни совети. Како што спомна и Радмила, можете да се обратите за било каква помош. И не заборавајте ја насмевката, како што кажавме, и внимавајте на себе.